парламентните представници, не можеше повеќе да ги представува неговите легитимни национални интереси. Со овие историско-конкретни сознанија за новата заедница и заедничкиот живот, врз основа на признавањето на македонската самобитност и гаранција за слободен и сестрен развиток, македонскиот народ и народностите добија нови инспирации, а целата нација неслутен полет во борбата за своја национална и социјална слобода под раководството на Комунистичката партија на Југославија и на Комунистичката партија на Македонија. По 13-дневниот марш, главнините на македонските воени единици со членовите на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија од ослободената територија на Западна Македонија на 18 декември 1943 година избиваат на територијата на Караџова во Егејска Македонија. На 20 декември, од трите баталјони на втората оперативна зона се формира втората македонска бригада. Во тоа време, во реонот на селото Фуштани, меѓу другите единици се наоѓа и баталјонот Христо Ботев, формиран од бугарските војници од граничниот гарнизон во селото Коњско, кој заедно со својот командир Дичо Петров, по долга политичка работа на партијата, во ноќта меѓу 14 и 15 ноември таа година премина на страната на Народно-ослободителната војска. Заради остварувањето на револуционерните задачи на етапата по донесените одлуки од второто заседание на АВНОј, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и главниот штаб на неколку состаноци го разгледуваат прашањето за натамошниот развој на оружените сили и нивното омасовување на целата територија на Македонија. На 21 декември 1943 година во Пуштани, во присуство на 180 членови на Комунистичката партија на Македонија, делегати на воените единици и од теренот, се одржува партиско советување на кое се разгледани многу значајни прашања за натамошниот развој на револуционерно-ослободителната војна и на Комунистичката партија на Македонија. На 22 декември во Фуштани се одржува и првиот конгрес на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија. На него присуствуваат 280 делегати. Основните идејни поставки содржани во стратегијата на револуцијата и во политиката на Комунистичката партија на Југославија во рамките на Народно-ослободителниот фронт придонесе младината да стане значаен општествен фактор во организирањето на востанието во Македонија. Во текот на декември 1943 година и во првата половина на јануари 1944 година, за остварување на револуционерните идеи и класно-национално-ослободителните цели на револуцијата, се засилуваат оружените акции на ослободителната македонска војска против окупаторот. На окупаторот му се нанесуваат тешки загуби и тој е присилен на се повидно отстапување на одделни региони и населби, со што се зголемува ослободената и полуослободената територија. Во овие конкретни историски услови на оружени судири со окупаторот, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија донесуваат одлука воените действија од Кожув планина да се пренесат и да се засилат во Централна, Североисточна и Западна Македонија. Се испишуваат нови страници од славните историски борби на Народно-ослободителната војска во Македонија. На 31 јануари 1944 година започнува познатиот февруарски поход. Првата македонско-косовска ударна бригада се упатува кон Централна Македонија и води жестоки борби со окупаторот во текот на целиот свој славен богомилски поход.
Втората македонска бригада води постојани и жестоки борби против бугарскиот окупатор во реонот на комуникациите од Демир Капија до Гевгелија и во реонот на Кожук и Тиквешијата. Групата батальони се упатува на долг марш преку Источна Македонија до Козјак. Во текот на 25 дена, во најтешки услови, во постојани и жестоки судиви со окупаторот, изморени, гладни и боси, борејќи се постојано со временските непогоди и снежните вијулици, со надчовечки напори и херојски жртви, единиците на младата македонска војска успешно ги остваруваат своите започнати операции. Соединувањето и обединувањето на дејствијата на македонските, српските и косовските партизански и воени единици на територијата Куманово, Врање, Црна Трава има посебно политичко и воено значење и представува значајно постигање на заедничката народно-ослободителна војна и револуција на југословенските народи и народности. По обединувањето на војните единици на овој простор, главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија ја добива и функцијата оперативен штаб за јужноморавските, косовските и македонските единици. Февруарскиот поход е од посебно значење. Во него бугарските окупатори ги ангажираат сите единици на петата бугарска армија, 4 дивизии, и единици посебно доведени од Бугарија. Успесите во февруарскиот поход се видливи. Од македонските единици се формира третата македонска бригада. Се обединува раководството со македонските, јужноморавските и косовските единици, се создаваат 6-та и 7-та јужноморавска бригада и косовскиот одред од 2 батальона. Веднаш по обединувањето на единиците на просторот Козјак, Црна Трава, се преземаат офанзивни акции за ширење на слободната територија. Така во 3 судирање на Козјак планина, кај селото Сеац и во долината на Пчиња, е разбиен четничкиот вардарски корпус, а веднаш по ова се водат борби против бугарските окупаторски војски и полицијата, од кои посебно ги истакнуваме борбите кај селата Билјача и Чемерник, потоа нападот на објектите на Ристовац и Излетовските рудници, уништувањето на бугарскиот гарнизон во Крива Феа. Со овие борби беше опфатен целиот простор Козјак планина, Црна Трава, Лужница. Простор што стана единствена слободна територија на која дејствуваа сите органи на народната власт, а се разви и комплетна мрежа на воено-територијалната организација. Ослободителната војна од самиот почеток добиваше белези на социјалистичка револуција, како услов за јакнење и проширување на политичката основа на востанието и на оружената борба против окупаторот. Тоа не беше само војна против туѓинската власт и за истерување на окупаторот. Напротив, ослободителната војна носеше во себе длабоки револуционерни преобразувања, кои на севкупноста на ослободителната војна и дава нови белези на една во вистинска смисла на зборот револуција, која ќе ги реши како класното, така и националното прашање. Значаен елемент на длабоките револуционерни преобразувања кои се одигруваа во Македонија и кои на ослободителната борба и дадоа карактер на социјалистичка револуција, е воспоставувањето на народно-ослободителните одбори на ослободената и полуослободената територија како нова народна власт и како органи на ослободителната борба. Од овие почетни облици на народната власт, во текот на револуцијата се конституираа револуционерни институции на идната нова македонска држава. Реална основа во изградувањето на македонската држава во Југословенската федерација представуваше зацврстувањето и проширувањето на органите на народната власт низ цела Македонија. Иницијативниот одбор за свикувањето на АСНОМ ја презеде грижата да го обезбеди остварувањето на ваквиот развој на народно-ослободителните одбори и со тоа да создаде основни политичко-правни претпоставки за свикувањето на АСНОМ во своето прво заседание.
Во текот на пролета 1944 година на територијата на Поморавието и во цела Македонија се водат жестоки и долготрајни борби. Започнува непријателската пролетна офанзива, која окупаторот ја организира против силите на ослободителното движење, ангажирајќи преку 60.000 војници од германските, бугарските, четничките и балистичките оружени единици. Борбите во пролетната офанзива се развиваат во западниот дел на Македонија, во Повардарието, во Јужна Србија и Источна Македонија на просторот од Црна Трава до Кукуш. Во борбите беа вклучени сите единици со кои располагаше главниот штаб на Македонија, вклучувајќи ги и 6-та и 7-та јужноморавски бригади, Косовскиот одред, како и единиците на командите на подрачјата и местните команди. Народот исто така беше масовно ангажиран. Бугарските и германските окупатори во пролетната офанзива, во борбата против единиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија ги ангажираа 5-та бугарска армија од 4 дивизии, единици на првиот и вториот бугарски корпус од Србија и Егејска Македонија и единици од првата армија од Софија. Потоа 297-та гренадирска дивизија и единици од Солунскиот германски гарнизон, како и грчки контрареволуционерни единици. Борбите во пролетната офанзива се водеа перманентно секој ден и траеа 57 дена. Резултатите на пролетната офанзива се победа над сите ангажирани окупаторски единици и присилување тие да се повлечат во поголемите гарнизони. Во текот на офанзивата приливот на нови борци беше голем, така што се формираа и нови единици. Македонија, освен градовите, беше слободна. По завршувањето на пролетната офанзива, за поуспешно раководење со борбите за конечно ослободување на Македонија, главниот штаб извршува реорганизација и територијата е дели на 4 оперативни зони, со перспектива во секоја зона да се формираат по 2 дивизии. Овие борби ги создадоа сите услови за свикување на првото заседание на АСНОМ, за кое најголемиот број делегати беа пристигнати и учествуваа во пролетната офанзива. 2 август 1944 година. Овде, на слободната територија, во манастирот Профорчински, над Македонија се раѓа сонцето на слободата. Четириесет и една година по првиот, македонскиот народ го стварува својот втор Илинден. Започнува со работа првото заседание на АСНОМ, за кое беа избрани 116 делегати, чии мандати беа верифицирани. На заседанието е поднесен извештај за дотогашната работа на иницијативниот одбор. Исто така се поднесени реферати, борбата на македонскиот народ против окупаторот и развојот на народно-ослободителните одбори и изградбата на народната власт. Во нив е направена анализа за успешниот развој на ослободителната војна и револуцијата и на народната власт. Народните представници изразуваат увереност дека во ослободителната војна и револуцијата македонскиот народ, заедно со другите југословенски народи и народности, ги постави темелите на првата по самоидовата македонска држава во Југословенската федерација. Неразрушивото братство на македонскиот народ со другите братски народи и народности на Југославија, новата демократска федеративна Југославија, воспоставувањето на народната власт во Македонија, се трајни придобивки на револуцијата и гаранција за непречен, слободен, национален и државноправен живот и развиток. Конституирањето на АСНОМ како врховно законодавно и представничко извршно тело на македонскиот народ и прогласувањето на Македонија за федерална држава во демократска федеративна Југославија, делегатите го поздравија како историски акт со кој уставноправно се поставија основите на македонската држава, изградувана во текот на народно-ослободителната војна и револуцијата. Југословенската, а со тоа и револуцијата на македонскиот народ и на народностите во Македонија,
предводена од Комунистичката партија на Југославија и Комунистичката партија на Македонија, и стави крај на големата историска неправда, што со децении се создаваше во меѓународните односи во врска со решавањето на македонското прашање. Се прекина едно тешко наследство од минатото, кога така нареченото македонско прашање го решаваа големите сили и шовинистичките влади на соседните балкански држави со меѓусебни договори за сметка на виталните национални интереси на македонскиот народ. Овие величествени историски постигања Асном ги изрази во својот манифест, упатен до македонскиот народ во своето прво заседание со следниве зборови. Од тешките борби и пролеаната крв на најдобрите македонски синови, денеска произлегува првото народно собрание, символ на твојата слобода и изразител на твојот суверенитет. Вековниот идеал на македонскиот народ се постигна. Во манифестот Асном прокламира: првото македонско народно собрание го прокламира пред целиот свет своето праведно и неповратно барање за обединување на сиот македонски народ врз принципот и со право на самоопределување. Со ова, се вели понатаму во манифестот, ќе се стави крај на робувањето на македонскиот народ во сите негови делови и ќе се создадат услови за искрена солидарност и мир меѓу балканските народи. Манифестот посебно истакнува дека во изградбата на новата држава во целост ќе се обезбеди полна слобода и рамноправност на сите народности во Македонија. Борејќи се за слобода на македонскиот народ, првото македонско народно собрание прокламира права на полна слобода и рамноправност на сите народности во Македонија, се вели во манифестот. По изнесувањето на овие основни принципи на кои ќе се изградува федералната македонска држава во демократска федеративна Југославија, манифестот им се опраќа на македонците што живеат во составот на бугарската држава, односно на македонците во составот на грчката држава. Манифестот се обраќа со повик за нивното учество во борбата против фашизмот и окупаторот. Само во борбата против подлиот фашистички окупатор, се вели во манифестот, вие ќе стекнете право на самоопределување и обединување на целиот македонски народ под покривот на Титова Југославија, која стана слободна заедница на слободни и рамноправни народи. Нека борбата на македонскиот Пиемонт ве одушеви за посмела борба против фашистичкиот поробувач. Нека патот на овој дел од Македонија стане и ваш пат. Оти само тој води кон слобода и обединување на сиот македонски народ. Нека вашето учество во сеопфатната антифашистичка борба им даде живот на принципите прокламирани на првото македонско народно собрание и нека се избришат вештачките граници што го разделуваат братот од брат, македонецот од македонец. Енергичната и со ништо непоколебива борба на комунистите во Македонија да се спречи секоја надворешна интервенција во ослободителните борби, посебно онаа која беше наметната од страна на Бугарската работничка партија комунисти, ја одреди историската улога на Комунистичката партија на Македонија во овој историски период од ослободителната борба на македонскиот народ. Јакнејќи ја самостојната положба на Комунистичката партија на Македонија, Комунистичката партија на Југославија и лично другарот Тито придонесуваше комунистите во Македонија да ја прифатат историската одговорност пред својот народ. Решавајќи судбински прашања од револуцијата, Тито наедно придонесуваше организационно и идејно подготвена Комунистичка партија на Македонија енергично и пламено да ги брани виталните интереси на македонската нација и да ја оспособи работничката класа да биде хегемон во извојувањето на национална и социјална слобода за македонскиот народ. Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија на својот состанок одржан на 4 август 1944 година, со длабоко сознание за својата улога во народно-ослободителната војна и револуцијата, со право можеше во заклучокот на својот проглас упатен до македонскиот народ да констатира дека Комунистичката партија на Македонија ја исполнува својата должност спрема македонскиот народ. Во почетните облици на изградување на македонската државност, Асном меѓу првите своји акти ја донесува декларацијата за основните права на граѓаните, како и одлуката за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во новата држава. Со посебна одлука,
АСНОМ изразува благодарност и признание на војно-политичките органи, односно на главниот штаб, за дотогашната севкупна работа и за политичките акции преземени со цел да се изгради вистинска демократска народна власт и да се обезбеди неговото конституирање. Едновремено со ова, АСНОМ им оддава полно признание и благодарност на единиците на Народно-ослободителната војска на Македонија, која во заедничката ослободителна војна со другите југословенски народи ги постави основните историско-политички и правни конститутивни елементи за создавање на нова македонска држава во Југословенската федерација. Овие одлуки донесени од страна на АСНОМ врз суверената волја на македонскиот народ и во остварувањето на неговото право на самоопределување внесуваат неизмерна радост и вистинско одушевување во земјата. Македонскиот народ го согледува крајот на робувањето и почетокот на неговиот нов живот во новата југословенска заедница која се создава под раководството на Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито. По одржувањето на првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година е завршена реорганизацијата и почнуваат операциите за конечно ослободување на Македонија. Планот за завршните операции беше 15-тиот корпус да дејствува во Пелагонија, 16-тиот корпус во реонот Скопје-Велес и Куманово Крила Паланка, Брегалничкиот корпус во долината на Брегалница и реонот на Скопје. Секој корпус постепено формира по 2 дивизии. Во Западна Македонија беше формирана 1 дивизија. Со разработката на планот се формираа нови единици, се оформуваат дивизиите и корпусите. Во реализирањето на планот на завршните операции постојат 3 фази. Во првата фаза борби се водат против бугарските окупаторски војски и траат до капитулацијата на царска Бугарија, до разоружувањето на бугарските војски и полицијата и до разбивањето на окупаторскиот државен апарат на 9 септември 1944 година, кога се ослободени и неколку помали градови – Берово, Пехчево, Кратово, Пробиштип и Македонски Брод. Во втората фаза се развиваат жестоки борби против германските единици, кои се истеглуваа од Грција преку Македонија. Во третата фаза единиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија почнуваат офанзива против германските единици, што ги држеа по големите градови и позициите на пристапите кон тие градови. Од средината на октомври почнува ослободувањето на градовите. На 18 октомври е ослободено Делчево, на 22 Кочани, на 2 ноември Прилеп, на 4 ноември Битола, на 5 Струмица и Ресен, на 6 ноември Баландово, на 7 ноември Гевгелија, на 8 ноември Охрид и Штип, на 9 ноември Велес, на 11 ноември Куманово, на 13 ноември Скопје, на 17 ноември Кичево, на 18 ноември Гостивар и на 19 ноември Тетово. Во борбите за ослободување на градовите, партиските организации организираа посебни младински оружени групи, кои беа вклучени во борбите, но спонтано се вклучуваше и народот, така што по ослободувањето на градовите свечено ја пречека својата војска, закитувајќи ги борците со цвеќе и дарови. Во изградбата на нашата ослободителна војска, значајни се незиниот рамноправен однос кон народностите. Така уште во 1943 година е формиран партизански одред и батальон од албанската народност, а во 1944 година и бригада. Од турската народност исто така во 1944 година беа формирани посебни единици.
покрај посебните единици од народностите во политичките тела и војните штабови имаше припадници на народностите. Македонскиот народ, водејќи борба за својата слобода, градејќи војска, сите борци на народите и народностите на Југославија ги прифаќаше како своји, како борци на една војска, Титова војска, како што народот сам ја именуваше. Таков однос имаше спрема единиците што се создаваа во Македонија, косовските батальони и косовската бригада, словенечката чета. Но исто однос имаше и спрема српските единици, 6-та јужноморавска бригада и други, што заедно со македонските единици дејствуваа на територијата на Македонија. И македонските единици, кога дејствуваа во Србија, на ист начин ги прифаќаше српскиот народ. Сваќајќи ја борбата на народите и народностите како единствена, македонски единици, 15-тиот корпус со 2 дивизии и со околу 24.000 борци го даде својот прилог во победата над фашизмот и во завршните операции за ослободувањето на Југославија учествува во борбите на Сремскиот фронт до северните граници на Југославија. Македонскиот народ, градејќи ја својата војска, го развиваше и интернационализмот, кој се огледаше во соработката и меѓусебното помагање со движењата на отпорот против фашизмот кај соседните народи. Во текот на 3-годишните борби против германските, италијанските и бугарските окупатори и против нивните соработници, војската во Македонија во завршните операции беше израсната во армија од 24 ударни бригади, 4 артилериски бригади, 1 конјичка бригада, 1 моторизирана бригада, 3 инженериски бригади и многу други единици за врски, санитети со болници, складишта и друго. Овие единици беа оформени во 7 дивизии, а овие пак во 3 корпуси. Покрај оперативните единици беа оформени и територијалните команди и единици, и тоа 8 команди на подрачја, 34 месни команди со посебни единици. Вооружените формации беше вклучено преку 15% од населението, а тоа беше вклучено и во многобројните форми на отпорот и во активностите на оперативните единици. Ова беше патот по кој од диверзантски групи и партизански одреди во почетокот, македонскиот народ ја создаваше својата војска, која беше неразделен дел од Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, во заедничката победоносна Народно-ослободителна војна и социјалистичка револуција на југословенските народи и народности. И додека на северозапад од Југославија се бијат жестоки битки против окупаторот, во наполно ослободена Македонија кон крајот на декември се одржува првото вонредно, односно второто заседание на АСНОМ. Како што покажува овој редок архивски материјал, на него присуствуваат највисоките раководители на Народно-ослободителната војна и револуцијата и огромен број гости. На заседанието е поднесен извештај за работата на президиумот меѓу двете заседанија и се донесени значајни одлуки за развивање на новата народна демократска власт. Во ова заседание на АСНОМ, спроведувајќи ги неговите одлуки, на територијата на Федерална Македонија се одржуваат првите избори за над 1000 селски, градски и околиски народно-ослободителни одбори. Тие денови, македонскиот народ и народностите во Македонија едногласно, со радост и гордост, гласаат за новата народна и демократска власт. Гласаат за поубаво и миролюбиво утре, за среќно градење на збратимена Југославија. Во текот на април 1945 година се донесува законот со кој се менува и се дополнува решението на АСНОМ за негово конституирање во врховен законодавен и извршен орган на државната власт.
Со овој закон, АСНОМ, како највисок орган на Народната демократска власт на Федерална Македонија, прераснува во Народно собрание на Македонија. Врз основа на законот, на 15 април се конституира новата Народна влада на Федерална Македонија како нејзин извршен и наредбодавен орган. За прв председател на Народната влада е избран Лазар Колишевски. Во своето образување, Народната влада на Демократска Федерална Македонија ја донесува оваа декларација во која се истакнува: вековно потискуван, обесправуван и денационализиран, македонскиот народ од Федерална Македонија, во здружени напори со останатите народи на Југославија, под раководство на маршал Тито, се ослободи од своите поробувачи и се нареди здраво во братска заедница на народите на Југославија. Знаејќи дека темелите на постигнатата и национална слобода и демократските придобивки од народно-ослободителната борба се братството и единството со другите југословенски народи и остварувањето на внатрешно единство со другите југословенски народи, меѓу сите народности, албанци, турци, власи, евреи и други, Народната влада ќе ги чува како зеница во окото тие темели и ќе биде најбезобзирна против сите шовинисти и сепаратисти, против сите оние што сакаат да ги омаловажат нашите придобивки, што не ја признаваат националната самобитност на македонскиот народ, против сите агенти на големосрбите, големобугарите, големоалбанците и другите рушители на тие темели. Со иста радост, ентузијазам и гордост, македонскиот народ и народностите во Македонија започнуваат да ја обновуваат и да ја градат својата разрушена и опустошена земја. Земјата натопена со крвта на повеќе десетици илјади загинати во текот на народно-ослободителната војна и револуцијата. Како феникс од рушевините и пепелиштата што зад себе ги остави окупаторот и поробувачите, цврстите раци и огромната љубов на хероите на обновата ја издигнуваат и ја градат новата слободна и братска заедница. Во годините што ќе дојдат, постојаниот раст и просперитет на социјалистичка Југославија, секојдневната борба за мир, независност и неврзаност, социјализам и самоуправување, се вистински символ на новата социјалистичка федеративна заедница на рамноправни избратимени народи и народности, кои предводени од Комунистичката партија на Југославија, односно од Сојузот на комунистите на Југославија, ја изградуваат Титова Југославија.